Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, издание кое ќе биде посветено на неколку актуелни теми. Ќе поразговараме во денешната емисија, ќе слушнете информации околу новиот модел на субвенционирање кој се најавува, кој што веќе се планира да се подготвува почетокот на идната година. Најавите од министерството се дека ќе бидат вклучени како што биле вклучени и минатиот пат на почетокот на годината и земјоделците, и здруженијата, и стопанството да го кажат својот глас, своите мислења за новите предлози за нешто да се смени во програмата за субвенционирање за да се подобри, да има поголем ефект, да имаме поголема додадена вредност од субвенциите, да ни се унапредува земјоделството. Ние доправа ќе следиме, ќе информираме за тоа кои се предлозите, сега за сега уште не се обелоденуваат, кои се идеите, во кои сектори ќе се менуваат субвенциите, најавите што ги слушнавме први од новата директорка на платежната агенција е дека дефинитивно ќе има измени, ќе претрпи измени она програма за рурален развој од аспект на тоа на честите забелешки на земјоделците дека едни исти земјоделци по неколку пати добиваат трактори еве како пример, а други не можат никако да добијат. Ќе се воведат дополнителни критериуми да тие што веќе добиле или ако се кандидираат неколку члена од истото семејство, да не може сите да конкурираат за една иста работа. Сето тоа ќе се попрецизира, ќе се допрецизира за да биде поуспешна оваа програма во иднина, така најавуваат. Го бележиме и годишниот прес на Националната федерација за фармери кој што известуваа за тоа каков еден пресек направија за кои се главните предизвици со кои што се соочуваа земјоделците изминатава година, како за крај на годинен пресек, но и со визија кои се оние идни работи на кои што ќе се фокусираат и тие како организација, но и земјоделците за што ќе лобираат, а пред се како новина се отвори темата за организација на производители. Нешто што во Европа веќе го има, тоа е едно повисоко ниво на здружување, некако доаѓа над задругите, повисоко, затоа што освен задруги, освен компании кои што може да членуваат во тоа, може да се формираат, да се изградат објекти од капитално значење за земјоделството, кои што ќе бидат со јавно-приватно партнерство и кои што најдуваат на силна подршка од европските фондови, може да се вклучат, такви се примерите кои што се забележани еве во Хрватска и во другите европски земји, и овој модел на организација на потрошувачи допрва треба да добие своја законска рамка и ќе биде нешто што навистина може многу да направи пресврт во земјоделството на една повисока ниво на организација и на здружување со заедничка цел за настап на пазарот, поорганизиран, заеднички, постандардизиран. Бележиме и денот на пчеларството, беше одбележан на Факултетот за земјоделски науки и храна. Пчеларите си ги искажаа своите ставови на тој еден ден за дружење кој што го имаат за пренос на знаења. Беа презентирани и сите предизвици околу пчеларството, проблемите со кои што се соочуваат, пред се од аспект на болести, беа тука одржани бројни предавања од еминентни професори и сето тоа на крајот резултираше со размена на идеи и мислења, а го одбележуваме и денот кога факултетот го слави својот ден на основање, година прославува 78 години од своето постоење. Кои беа пораките упатени од овој ден, ден каде што факултетот ги отвара вратите за соработката со стопанството, со науката и со студентите, ќе прогледнете во денешната емисија. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Платежната агенција полека се враќа во работниот колосек и почнуваат исплатите на субвенциите. Според новата директорка Иротова, доставени се налози за исплата за мерките за платите за земјоделските задруги регистрирани за вршење земјоделска дејност, кои се во висина од 13.500 евра. Оттаму информираат и дека градинарите и овоштарите на своите сметки наскоро ќе ги добијат заостанатите субвенции за 2021-2022 и дел од заостанатите обврски од 2023. Планот на платежната агенција е да се изработат предмети најнапред за земјоделците кои чекаат и по неколку години за да им се исплатат субвенциите, а се работи и на тековните предмети. Во однос на исплатата на премијата за млеко за првите 6 месеци од годинава, од платежната агенција информираат дека во моментов таа мерка се обработува, додека пак одгледувачите на овци ќе ги добијат субвенциите за грло овца, за што веќе се доставени налози за исплата. На сметките на 1200 одгледувачи на овци ќе легнат 5,3 милиони евра, како и дел за платите за овчарите за оние кои веќе се обработени. Министерот Трипуновски објави дека подпишал договор за доделување директен грант од делегацијата на Европската унија, финансиран од ИПА-3 програмата за 2021 година. Со ова се обезбедува грант за проектот изградба на мали нискотрошковни еколошки системи за наводнување во Сопот и Новаци во вредност од 4,1 милион евра
европски средства и национално кофинансирање од милиони пол евра. Официјално проектот започнува на 30 јануари 2026 година. Малите системи за наводнување во Сопот и Новаци ќе овозможат флексибилно и ефикасно наводнување, особено во оддалечените области. Собранието во рамки на 73-та седница ја продолжи расправата за буџетот за 2026 година. Во дополнителниот предлог буџет се предвидени и средства за попис во земјоделството во 2026 година. Овој попис во земјоделството кој ќе го реализира владата е со цел да се добијат релевантни бројки врз кои што ќе се одредуваат идните политики и планови кои ќе се носат за развој и поддршка. Општина Ресен ги повикува граѓаните да ги пријават штетите од поплавите кои се случија минатиот месец и тоа да го сторат најдоцна до 26 декември. Секој барател има обврска да достави придружна документација поврзана со имотот, видот на објектите и добрата во домаќинството, појаснуваат од општината. Како што е познато, со големата поплава во Преспа најпогодени беа населените места Царев двор и Дрмени, каде се излеа голема река и Цареводворска река, а водата навлезе и во куќите на локалното население. Општина Ресен со цел да се спречат заразни болести и во соработка со надлежните институции веќе изврши дезинфекција на улиците со хлор. Главната тема за денешната емисија ни е состојбите во земјоделството. Почнуваме со пресекот на Националната федерација на фармери за тоа како тие одбележаа што беше актуелно изминатава година, што беа проблемите на земјоделците со кои што се соочувале изминатава година и кои се предизвиците за следната година. Акцент се стави на организацијата на производители како повисока форма на здружување, како нешто ново на кое што допрва треба да се фокусира и институциите преку законска рамка, но и да се разложи важноста зошто треба и во Македонија наникнат вакви организации на производители како многу значајна форма на здружување за заеднички настап на пазарот. Националната федерација на фармери преку својот секторски систем за лобирање и оваа година ги анализираше состојбите во земјоделството и понатаму останува голем предизвик и проблем ниските откупни цени и овој тренд е забележителен во последните 10 години наназад, што ги доведува примарните земјоделски производители во ранлива положба во поглед на стопанските и деловните активности, како и нивниот животен стандард. Она што може да се дефинира како значајни проблеми и предизвици во делот на пласманот на земјоделството се следните: ниските откупни цени, неорганизираност кај самите земјоделци, нелојална конкуренција, која го има монополот на пазарот за откуп на земјоделските производи. Непостојањето на договорното производство и понатаму е проблем број 1, недостаток на едукација и инвестирање во нови технологии од страна на самите земјоделци. Недостаток на едукација за предприемништво, непостојање на функционални форми на економско здружување и така натаму. Голем проблем за нас земјоделците е исто така миграцијата и непостојање на интерес на младите да се занимаваат со земјоделство. Загрижувачки е податокот дека миграцијата на граѓаните од руралните средини кон градовите и европските држави достигна едно високо ниво или некаде околу 50%. Еден од најголемите проблеми во земјоделскиот сектор во земјата е старосната работна сила или немањето на работници. Морам да истакнеме дека во сите земјоделски подсектори имаме недостаток на работна сила, проблем кој на нас се провлекува со години. И во најголем процент во земјоделскиот сектор се останати работници со возраст над 50 години. Таков наметнат тренд е каде што земјоделството е неатрактивна работа и не сакаат младите да бидат работници во овој сектор. Тоа негативно се одразува секако на продуктивноста, односно се намалува производството. За да ги поддржиме земјоделците, посебно младите, потребно е да се инвестира во инфраструктура, поголема работа и ангажман на руралните општини, во насока на решавање на проблемите, образование и обука на младите лица. Од друга страна, негативно на овој сектор, негативно влијание има секако и климатските промени, кои нанесуваат големи штети во изминативе години кај самите производители на храна. Сметаме дека во политиките и стратегиите за рурални средини треба посебно да се дадат акцент на климатските промени
кои навистина се голем проблем за нас земјоделците. Колебливоста на климата е веќе зголемена во Македонија и нашата држава веќе стана земја со висока изложеност на различни природни непогоди, како што се особено поплавите, сушите, екстремни температури, град, па и земјотреси. Годината што измина донесе неколку важни чекори. Донесена е Националната стратегија за консолидација на земјиштето 2025-2035, стратешки документ и инструмент на земјишната политика кој треба да ги поддржи по широките национални цели, како што се од прилагодување кон климатските промени, заштита на биолошката разновидност до одржав рурален развој. Сметаме дека оваа стратегија мора доследно да се имплементира. Добро е што веќе се воспостави практика секоја година да се објавува и да се дава приоритет на мерката 112 за млади земјоделци од програмата за рурален развој. Значајно исто така е ревидирањето на националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2021-2027, што се подготвува, исто така и што се подготвува новиот закон за земјоделство и рурален развој. Како Национална федерација на фармери ние активно учествуваме во неговото креирање и дефинирањето на делот на организации на производители, кои се добра економска форма на здржување на сите членители во земјоделскиот сектор. Таков пример ние видовме во Хрватска, каде што се здружени сите заедно производители, компании, преработувачи, задруги и здруженија. Добро е што новиот закон ќе биде согласен со директивите на ЕУ и ќе стави акцент за заеднички настап на пазарите, економско формирање, економски форми на здржување, справување со климатските промени, младите и дефинирање на земјоделството како вистинска професија. Особено охрабрувачки е што се поголем број земјоделци навистина живеат од земјоделство, се регистрираат како мали оператори со храна, додавајќи вредност на своите производи. Тука ја поздравувам секако и кампањата на македонско најдобро на Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство, како и двете големи саемски манифестации кои беа организирани во рамките на оваа кампања. Овие се мерки кои директно го јакнат економскиот капацитет на земјоделците, особено на младите и на жените. Колку е важна оваа поддршка се потврди и на нашиот саем кој се одржа на 13 декември во Сити Мол, кој го организирав на исто така со поддршка на Шведска и Вија Ефект. Се покажа дека постои реална побарувачка на македонски земјоделски производи и нивни преработки, само треба да се изградат стабилни пазарни врски. Сакам да истакнам и уште една суштинска точка за земјоделството да стане препознатлива и почитувана професија, мора да се напреди економскиот и социјалниот статус на жените земјоделки и на земјоделците. Во таа насока како Федерација силно се залагаме за донесување и промоција на програмата за поддршка социјална сигурност на жените кои вршат земјоделска дејност. Оваа програма се применува веќе трета година и ќе продолжи се додека не се воспостави трајно системско решение. Благодарение на заедничките напори, прагот на приходи за остварување на правото на програмата за 2025 година беше намален од 300.000 на 150.000 денари, а прагот за финансиска поддршка согласно програмите за финансиска поддршка во земјоделството се намали 100.000 на 50.000 денари. Ова е чекор што ќе овозможи на многу повеќе регистрирани земјоделки да ги искористат средствата да си го остварат своето право кој им следува право за мајчинство. Со програмата земјоделките конечно добија право на платен надомест кога поради раѓање се спречени да ја вршат земјоделската дејност. Воедно би сакале да укажеме дека од 2026 година посебно внимание треба да се даде на повеќе клучни приоритети. Потребна е засилена поддршка за јакнење на економските форми на здружување како што се организации на производители и земјоделски задруги. Овие форми се основа за заеднички настап на пазарот, поголема конкурентност и стабилно производство. Навремената исплата на субвенциите и поддршките од програмата за рурален развој мора да стане пракса. Овие средства се значајни за развојот на земјоделскиот сектор, за обезбедување квалитетна храна и домашни пазари, на домашните пазари и за извоз. Тука мора да се применува и календарот за исплата на овие субвенции. Го поздравуваме реагирањето на институциите за случајот за злоупотреба на ИПАРД програмата. Сметаме дека истрагата треба да се спроведе до крај и да се изречат соодветни санкции.
Тоа е во интерес на сите, и на земјоделците, и на земјоделските компании, кои се најголеми корисници на ИПАРД. Овие средства се наменети за развој и модернизација на земјоделството и реалните средини, а не за злоупотреба. Неопходни се поголеми поддршки и едукации за воведување нови технологии, што ќе им помогнат на земјоделците да се приспособат на климатските промени, како и сигурно време на функционирање на системите за наводнување. Потребно е да започне целосна промена на законот за советодавни услуги, бидејќи едукацијата и стручната поддршка се столб за напредок. Потребни се силни едукативни кампањи за воведување на говорно производство и производство кое е квалитетно и стандардизирано. Ова се суштински чекори за стабилни пазарни односи и предвидливи приходи. Не само климатските промени, него туку и самото земјоделско производство секогаш бара, но мислам има потреба од вода, од наводнување. Ние како организација не само оваа година, години на нас докажуваме тој проблем, се залагаме за не само реконструкција на постоечките системи за наводнување, него и изградба на нови. Во иднина ќе се соочиме со таков проблем и предизвик, а и голема потреба за вода за наводнување. На терен вистина за сега не гледаме многу активности, но има ветување дека во наредниот период ќе следат такви активности, ќе се преземат мерки за првен санирање на постоечки системи и изградба на нови. Во денови на пчеларството беше разговарано за проблемите кои што ги имаат пчеларите, да ги погледнеме нивните ставови, што е она што е предизвик за пчеларите, што ги разменија своите идеи на деновите на пчеларство. Господин Илков, како здружение сте многу активни на полето на едукацијата и верувам овој зимски период го користите активно, еве и од денешниот ден покажува за едукација. Колку е важна едукацијата во пчеларството, особено колку е важно потенцирањето на важноста на нашата автохтона пчела да се зачуваме Apis mellifera makedonика. Да. Здружението Македонска пчела, односно МАКБИ, активно работи на едукацијата на пчеларите и затоа секоја година го организираме научно-стручното советување Пчеларски ден знаење и дружење, кој што оваа година е јубилејно 10-то издание. И ние секогаш пчеларите ги советуваме дека е најдобро да ја одгледуваат нашата автохтона македонска медоносна пчела Apis mellifera makedonica. Бидејќи оваа пчела е прилагодена на нашите услови и дава многу добри резултати на подолг временски период. За разлика од оние некои хибриди кои што се илегално увезуваат во Македонија, кои што можеби во првата година ќе дадат некои резултати, меѓутоа прават многу поголеми штети во следните години со хибридизација која што неконтролирано се случува на територијата каде што тие се увезени. Треба ли да бидат загрижени од климатските промени и колку баш климатските промени треба да не вратат на автохтоната пчела? Таа е сепак најадаптирана за ова климатско поднеб. Така, да, значи климатските промени неминовно се фактор кој многу ги значи и не загрижува нас пчеларите и затоа треба уште повеќе да внимаваме како работиме, бидејќи за разлика од другите гранки во сточарството, пчеларството е гранка која што најмногу осеќа, бидејќи ми имаме најмала контрола врз пчелата. Пчелата си е како ќе речам неприпетомена, таа самата се адаптира, а Apis mellifera makedonica е најдобра адаптирана на македонските услови и сметам дека само одгледувајќи македонската автохтона медоносна пчела Apis mellifera makedonica, ние ќе успееме и понатаму да имаме пчели, да имаме пчеларство, а со тоа и да го развиваме останатото земјоделие кое што зависи од оплодувањето од пчелите. Вие активно работите и на селекција, на одбир на помирни пчели, помедоносни. Тој може би процес за вашите членови мачен, макотрпен, имате загуби во тој процес, но сепак е за повисока цел. Токму така, значи членовите на МАКБИ од самото формирање вршат тестирање на автохтоната македонска медоносна пчела и веќе 15 години ние го правиме тоа. Сме имале многу падови, сме губеле и цели пчеларници со пчелни семејства, тест пчеларници да кажам. Меѓутоа никогаш не се откажува. Ние одиме понатаму
и ги одбираме најдобрите матици кои што можеме да ги добиеме со најдобри генетски особини, се со цел да добиеме што подобра апис мелифера македоника. Верувам не само за вас сите членови, сите пчелари може да дојдат до такви матици да помогнат во тој процес понатаму. Така, да, затоа ние и повикуваме секогаш што повеќе пчелари да се приклучат во МАГБИ со цел да можат на стручен начин да извршат селекција на медоносните пчели од апис мелифера македоника. Факултетот одбележа 78 години од своето постоење. Да ги погледнеме пораките кои што се испратија на овој многу значаен ден и што е важноста на оваа манифестација која што ги отвара вратите за сите, и за стопанството, и за студентите, за размена на знаење и искуства на еден ваков значаен јубилеј. Денеска 16 декември, патрон празник на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методиј Скопје. Факултетот за земјоделски науки е единица која што го формира 1947 година како факултет се формира, 49 го формира Универзитетот Свети Кирил и Методиј како најстар универзитет во Република Македонија. Факултетот, јас во моето излагање кажав дека има различен период на негово движење. Факултетот се формира после Втората светска војна, 47 година. Одно 2 години после завршувањето на Втората светска војна се формира факултетот, група ентузијасти, тоест 9 професори се нуваат и го формираат Факултетот за земјоделски науки и храна, тогашното име земјоделски факултет, земјоделско-шумарски факултет. Значи факултетот бележи два периоди, периоди 47-91, периодот кога факултетот во една заедничка држава, југословенска држава, функционираше како факултет во рамките на тогашната Југославија, и од 91 со самото осознавање на Македонија продолжува како институција во независна Република Македонија како единствен земјоделски факултет. 75-та се дели на земјоделски шумарски, а од 91 веќе е самостоен земјоделски факултет препознаен во Република Македонија. Факултетот е факултет кој што ги негува своите традиции, своите корени, своите почетоци. Затоа обстојуваме 78 години во предвечерието на 80 годишнината која што не чека. Оваа генерација професори, студенти кои што се носители на овие активности треба достојно да се спремаме за јубилеот 80 години, да факултетот ги оправда 80 години, 8 децени постоење на македонската почва од самото негово постоење, од самото неговиот Николец 47 година. Факултетот е широко отворен како институција, освен за образовните процеси, школувањето на студенти, на академски кадар во прв, втор, трет циклус академски студии. Факултетот е факултет кој што неговата диплома е препознатлива. Ние не зборуваме за дали е факултетот акредитиран, дали дипломата е препознатлива, дали е видлива. Факултетот се покажал и докажал и не треба за тоа да говори, веќе нашата диплома е признаена во Република Македонија и пошироко од границите на Република Македонија. Самиот впечаток што факултетот дава инпут во македонското општество од 47 до денешен ден, 25 година, е доволен факт дека факултетот продуцира кадар кој што е впуштен и во македонското стопанство, значи во приватниот сектор и во администрацијата во државниот апарат. Голем дел министри наши во Република Македонија потекнуваат како дипломирани земјоделски инженери на нашиот факултет. Чинители на различни активности, носители на различни политички и општествени функции од државата. И исто така биле од нашиот факултет. Не можеме да се пофалиме дека факултетот имали 20 ректори. Од новој факултет во предвечерието на ова 78 годишнина вреди да се спомне дека факултетот продуцирал кадар кој што е препознаен не само на факултетот, него надвор од факултетот и давал општествен инпут на движењата во Република Македонија во целиот образовен процес. Исто така, денешното време бара да се осврнеме на еднината. А еднината ни говори дека факултетот треба да се осврне кон отворање на стопанството, отворање кон приватната заедница, приватниот сектор, затоа и тоа го правиме. Факултетот интензивно работи на соработката помеѓу спрегата, факултет, стопанство. Голем дел наши студенти се вклучени во практична настава, во различни компании. Денеска спомнавме само дел од компаниите кои што факултетот се вклучува. Еве еден инпут кој што го дадовме заедно со Пивара АД Скопје, каде што наши студенти изработија 3 крафт пива, кои што денеска ги дегустираат сите гости присутни овдека. Резултатот кој што го направивме со Скопска пивара, тоест Пивара АД Скопје, е евидентен. Таа соработка ќе продолжи. Имаме соработка со останатите компании во Македонија, Витамин К, ЗК Пелагонија и сите останати компании со кои што факултетот тесно соработува во примарното земјоделско производство и во преработките од
земјоделски производи, дали се тоа анимални или од растително потекло, факултетот е отворен. Исто така, јак сегмент е што во оваа година го бележавме денот на пчеларството. По предвечерието на прославата имавме ден на пчеларите. И можам да кажам дека оваа година исто така јубилења за мене како декан, како деканска управа, што после 30 години, 3 децени факултетот доби академик, член на Македонската академија на науки и уметности, стана професорот Александар Гузунов, што е гордост мене како декан и како академска зеница на факултетот. Посакувам да во периодот кој што следи, професорот си го најде своето место во Македонската академија на науки и уметности и да отвори врата за нови наши кадри, професори кои што несомнено верувам во мојот капацитет на професорски кадар, асистентски кој што ги има, дека можеме во иднина да даваме и други академици кои што ќе допринесат не само образованието на земјоделскиот сектор, општо за општествениот социјален живот во Македонија. Денеска го одбележуваме 78 години постоење на земјоделскиот факултет за земјоделски науки и храна. Манифестација која што е многу важна, затоа што овој факултет е еден од битните, можеби најбитни факултети кој што значи развој на македонското земјоделство, со кое што како министерство имаме тесна соработка. Во рамки на оваа манифестација се одржа еден работен состанок со земјоделските здруженија од областа на свињарството, науката нормално и ние како министерство. Накратко, она што би сакал да го споделиме дека овој подсектор во делот на земјоделското производство е на ниво да ги задоволи домашните потреби комплетно на побарувачка од свежо свинско месо, што значи 20 години континуирана работа во секторот, вложување и од страна на науката, и од страна на компаниите, и нормално министерството како еден од клучните двигатели на целиот процес. И ова треба да биде пример како и останатите подсектори живинарство, говедарство и во делот на овчето месо да бидат достигнати на едно вакво ниво, што за нас представува предизвик и еден фокус во наредното делување на производство. Свињарството исто така можеме да кажеме слободно дека во делот на генетиката е на пиедесталот со европските достигнувања, односно на 34,4 одвоени одлачени прасиња, што значи еден сериозен просек кој што е на рамки на европскиот. И она што е крајната цел која што треба да продолжиме да работиме е од дел од домашната преработувачка индустрија да биде задоволена со домашно македонско свинско месо, што е навистина сериозен предизвик и тоа министерството станува сериозен партнер и посветено да работи во тој етап. Ја слушнавме навистина една добра приказна, тоа е одсекот свинарство, производителите на свинско месо кои што за прв пат после повеќе години 100% го задоволуваат домашниот пазар со свежо свинско месо. Секако дека инспекцијските служби треба да бидат на врвот на својата задача, да контролираат да контролираат квалитетот на месото кое се служи во рестораните, угостителските објекти и начинот на кој се увезува тоа замрзнато месо за преработка. Секако научната фела, научните достигнувања кои потекнуваат од овој земјоделски факултет, кој представува стожер во развојот на земјоделието, нормално во соработка со Министерството за земјоделие и владата на Република Македонија, треба да дадат голем придонес во зголемување на производството и продуктивноста на храна, која што представува еден од главните проблеми моментално секаде во светот и во Македонија, а преку поголемото производство, поголемата продуктивност нормално дека ќе бидеме и поконкурентни на пазарот со домашни производи, а тоа на некој начин ќе влијае и во стабилизирањето на цените на храната на домашниот пазар и заштита на животниот стандард. Најавувавте нов модел на субвенции, што да очекуваат земјоделците во 2026 и дали планирате да вклучите и науката и земјоделците во креирањето на новиот? Видете, уште минатата година кога се носеше програмата за субвенционирање, зборувам програмата за директни плаќања, класично кажано субвенциите, и програмата за рурален развој, имавме серија на состаноци со земјоделски здруженија, буквално со сите, со науката, на кое што излеговме со еден предлог за 25-та, да подсетам и во програмата за 25-та имаше одредени модификации, кои што беа во смисла да има субвенциите да имаат ефект, односно да се работи на квантитет на земјоделско производство. Во таква насока ќе продолжиме и во наредниот период. Овој месец, односно до средината на јануар месец 26-та, ќе треба програмите да бидат донесени, повторувам, ќе бидат донесени со сите чинители вклучени во дискусија. Наука, земјоделски здруженија, министерството и сите оние кои што чувствуваат потреба да бидат додадена вредност, нормално подсекторските групи
кои што постојат во рамките на министерството. Целта е да донесеме програма кој што ќе има развојни компоненти. Узо само за ИПАРД, од кога се очекуваат финале на тие истраги? Видете, сите кои што учествуваат во делот на истрагите и проверките што се случувало во агенцијата, мислам дека доволно сме го комуницирале во јавноста дека тече проверката. Точен датум кога ќе биде не можам да кажам, меѓутоа очекувам дека таа проверка ќе биде брза за да можеме да продолжиме со активностите во рамките на самата агенција. Во насока на тоа, очекувањата на земјоделците какви се, побаравме мислење од институциите релевантни, од министерот и од директорката на платежната агенција околу најавите за измени на моделот на субвенционирање. Оттаму информациите се дека допрва ќе се разгледува тој модел, ќе бидат вклучени сите земјоделци и допрва ќе се дебатира за тоа. Едно што е јасно, што го најавува дека дефинитивно ќе се заострат критериумите околу програмата за рурален развој, да може пореално, порамноправно да биде поделбата барем на таа програма за која што имаше доста критики дека едни исти земјоделци добивале трактори, други никако да дојдат на ред да добијат механизација или ваква поддршка. Отскоро сте седнати на фотелјата на како прв човек на платежната агенција, кои се првите работи со кои што се зафативте, видовме некои исплати почна и докаде се работите околу ИПАРДот, веќе сите очекуваат како тече таму контрола? Па вака, периодот е краток за кој што сум именувана за директор, меѓутоа се обидовме прво да воспоставиме контрола над ситуацијата во платежната агенција, да ја профункционираме во поглед на директните плаќања и програмата за рурален развој. Во ИПАРДот ни се вклучени во контрола националното тело за акредитација од Министерство за финансии, си прават контроли на предмети кои тие сметаат да ги сконтролираат, ревизорското тело дополнително си прави системска контрола на предметиве, внатрешната ревизија покрај редовната контрола која што ја направија, сега се задолжени да направат дополнителна контрола на одредени предмети кои што се подпишувани од претходниот директор и направивме една внатрешна наша контрола надвор од внатрешната ревизија каде што ќе ги испровериме предметите кои што се подпишани од претходниот директор, да видиме дали практично системот функционирал, дали се работи за изолиран случај, директорот индивидуално го направил тоа или можеби ќе утврдиме некоја состојба. Се надевам дека и од тоа што го гледам деновиве дека не постои некој системски проблем и дека процедурите се почитувани, меѓутоа сепак коректно е од нас како институција да се провериме и да направиме еден извештај дека внатрешната проверка на агенцијата од страна на луѓето кои што се професионалци што работат таму ќе покаже резултати дека агенцијата функционирала системски, дека директорот постапките што ги направил се изолиран случај. Кога да очекуваме првични резултати? Се работеше за некои 50 на договори, веќе месец и пол јавноста чека одговор. Па вака, тие 50 на договори се употребуваат како бројка, меѓутоа ситуацијата со бројкиве кој како дојде до официјални или неофицијални информации ги менаџира бројките. Немаме таква бројка 50-тина, имаме 15-тина договори кои што во моментот имаат поднесено барање за плаќање и исплатата на тие 15-тина договори е практично стопирана. Меѓутоа, ние со извештајот кој што го правиме, ќе излеземе до петок со внатрешниот извештај, ќе го почекаме извештајот од националното тело од Министерство за финансии, каде од нив ќе зависи, тие ќе го проследат до Брисел, до DJ Agri, каде што од нив ќе зависи понатака, претпоставувам дека ќе имаат одредени насоки за белешки кои што ќе ни ги дадат за да постапиме по нив и во најкраток можен рок се обврзуваме како агенција да постапиме по нивните забелешки. Најавивте измени 2026 да очекувате земјоделците измени во однос на субвенциите, програмите, во кој дел ќе се фокусирате, во какви измени? Па првично сме у разговори со Министерството и ќе се обидеме да програмата за рурален развој, која што претходната година имаше 3 повици и констатиравме од анализа на документите дека се работи за една поголема група, меѓутоа нема доволно јасни критериуми и има многу злоупотреби во самата апликација, не дозволува селекција коректна за земјоделците и во преговори со министерот сме да видиме да направиме некој нов модел или нов систем
за програмата, првично за програмата за рурален развој, меѓутоа не се исклучуваат можностите, нели, и за директните плаќања. Мислам, она често слушаме од земјоделците, еден из добива 3 пати трактор, ја не можам да добием ни еднашка. Во тој дел може? Да, се мисли на тоа затоа што моментално во апликациите имаме од една фамилија аплицирано 5 луѓе, што системски нема како да ги одбиеш, нема доволни критериуми, а од друга страна имаме реално земјоделци кои што не го фатиле тој критериум прв дојден, прв услужен и се на ранг листата многу подолу. Реално треба да ја добијат механизацијата, меѓутоа не постои во моментот механизам како да им ги доделиме, да ја доделиме таа механизација и поточно помошта за механизација на тие земјоделци. Затоа викаме дека треба скроз нов концепт и промена на сето. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имате пријатно неделно попладне. Се гледаме за 7 дена.